Почеток на едно долго патешествие. Пред овој предизвик се исправени Осоговските планини, висок и грамаден масив на македонскиот исток. По долги години, владата ја прифати иницијативата за нивно прогласување за заштитен предел, како прво заштитено подрачје од оваа категорија во земјава. Иако трае долго, борбата за прогласување на Осогово за заштитен предел е на самиот почеток, но кога тоа ќе се случи, ова ќе биде најголемото подрачје под заштита во Источна Македонија. Иако ги делиме со соседна Бугарија, сепак најголемиот дел или 72% од Осоговските планини се кај нас. Нивен заштитен знак се зарамнетите и долги била, длабоките речни долини, вулканските купи и кратери, разновидната флора и фауна. Заштитен предел е местото каде што врската помеѓу човекот и природата со текот на времето создала место со исклучително високи еколошки, природни, културни и пейзажни вредности. За заштитениот предел е најважно да содржи токму таа врска помеѓу човекот и природата со цел одржување и управување со заштитеното подрачје. Заштитен предел е подрачје од пета категорија според меѓународната заедница за заштита на природата. Ставовите се поделени дали ова ќе биде доволно за Осогово. Професорот Ивица Милевски од Институтот за географија се надева дека во иднина ќе се прошири опфатот на заштитеното подрачје, бидејќи Осогово изобилува со геоморфолошки и геолошки уникатности, со биодиверзитет, културно-историски и други вредности. По својот карактер и по своите уникатности, Осоговските планини, да не кажам, заслужуваат целосно да бидат заштитени, како планински масив. Меѓутоа, сепак треба да се води сметка и за интересите на локалното население, така да е направен на некој начин некој вид на баланс, значи помеѓу она што е потребата за заштита и она што е потребата на локалното население. Мислам дека можеби требаше нешто поширок опфат да има финалното заштитено подрачје. Меѓутоа имаше и одредени тука, значи усогласувања или правење одредени отстапки, пак велам, затоа што делови од локалните заедници на тие подрачја не сватија дека нема да има некоја негативна репрекусија, напротив, ако добро и одржливо се искористи оној ресурс што го имаат Осоговските планини, дека може да доведе до навистина добар економски развој во иднина. Предлогот предвидува за заштитен предел да се прогласи површина од околу 49.000 хектари, односно помалку од половина од Осоговскиот масив, што значи дека ќе бидат опфатени само дел од планините, поделени во 3 зони: зона на одржливо користење, зона на активно управување и зона на строга заштита. Најголема површина, или 91%, зафаќа зоната за одржливо искористување. Над 5% е онаа на активно управување, а зоната под строга заштита би се протегала на помалку од 4%. Но еколозите велат, оти и тоа е доволно. Доколку се прогласи подрачјето за заштитено, во тој случај оваа категорија на управување дозволува, односно е најсоодветна во однос на природните ресурси, конфигурација на теренот и вредностите кои што ги поседува ова подрачје. Како што кажав, многу е мала површината на строга заштита, тоа го дозволува ова категорија. Од друга страна, треба да се стави акцент на Осоговските планини на таа меѓусебна интеракција помеѓу луѓето и природата, кој што всушност низ вековите ги дефинирале овие вредности, што значи практикување на сточарски активности, одржување на ливади, косење на ливадите, одржување на земјоделските површини и користење на природните ресурси преку одржливи системи, треба да бидат цел на идното заштитено подрачје. Административно, подрачјето на Осоговскиот масив го делат неколку општини. Најголемиот дел од нив во прогласувањето на Осогово за заштитен предел гледаат шанса за искористување на економскиот потенцијал, за развој на екотуризмот и за заживување на селата, бидејќи овој крај од индустриализацијата и не виде многу. Навистина, најпрвен ќе добиеме еден заштитен предел каде што ќе имаме контролирано управување со се што се вика природно богатство. Значи, она што природата ни го дала, ќе имаме прилика да го заштитиме, да контролирано го употребуваме, да придобивките бидат
на една подолгорочна стаза, значи не еднократно и да уништиме, туку да го ставиме и на генерациите, помладите генерации, да ги уживат благодетите од природните богатства кои што ги имаме во огромен дел во ова подрачје. Очекувам дека добар дел од жителите на овој регион ќе искористат убавата шанса за брендирање на производи кои ќе бидат исклучително интересни за купувачите од европскиот пазар, бидејќи ќе потекнуваат од подрачје кое што е заштитено и кое што навистина има посебна вредност во цела Европа. Понатаму, големи се шансите за развој на најбрзо растечката гранка во светот, а тоа е туризмот. Овој процес треба да почне час побрзо и да биде завршен час побрзо, бидејќи придобивките ќе бидат навистина огромни како за местното население, така и за целата држава. Водната мрежа на Осогово е добро развиена. Составена е од 780 потоци, рекички и реки во вкупна должина од 1870 километри. Освен реки има и езера. Едно природно, Кундинското, и 3 вештачки – Калиманци, Кнежевско и Кочанско езеро. На Осогово природата си поиграла и создала мешавина на живеалишта, па така нова место ја имаме Европа во мало. На највисоките делови се среќаваат алпски елементи, каде се наоѓаат и најголемиот број ендемични видови. Континенталниот карактер најдобро се забележува во појасот букови шуми, а во долните делови од јужната страна се среќаваат медитерански и субмедитерански живеалишта и видови. На запад карактеристичен речен и долински релјеф со водопади и слапови. На исток специфичен палеовулкански релјеф. Со ставањето на Осогово под заштита, Македонија има шанса да си ја олесни работата кога во преговорите со Европската Унија ќе дојде до 27-то поглавје, што се однесува на животната средина. Условите се создадени, на тест е политичката волја.